Гинеколошко-акушерското одделение во Прилеп нема да се затвори покрај тоа што 7 лица од овој оддел, 4 болничарки и 3 медицински сестри, се заболени од COVID-19. Вработените се заразиле од една од болничарките која на почетокот имала симптоми на блага настинка и не се сомневала дека тоа е коронавирус. Директорот Драган Богоевски вели дека се тестирале сите здравствени работници на гинекологија, а во моментов 9 од нив биле во изолација, поради можноста од нивно заразување бидејќи тие биле во поблизок однос со сега заболените. Одделението работело само за породување и итни случаи. Во моментов персоналот кој е присутен работи со пациентите, обезбеден со сите заштитни средства, од маски, нараквици, визири при контактот и работа со пациентите. Со тоа сакам да напоменам дека можноста и ризикот за да се заболи или зарази некој од пациентите кои идат на преглед во гинеколошко одделение, како и пациентите кои лежат во гинеколошко одделение е сведен на минимум. Според директорот Богоевски, засега немало да се прави скрининг на сите вработени во болницата, ниту пак ќе се тестирале пациентите кои што лежат на гинекологија, затоа што според направените анализи немала опасност тие да заболат од COVID-19. Према препораките и према испитувањата на епидемиолозите, ниеден пациент не бил во ризик да добија инфекција, затоа што персоналот работи со сите пациенти заштитен со соодветна заштитна опрема. Изанализирана цела поврзаност на самите заболени што се во гинеколошко, дека немало контакти со останатите здравствени работници од болницата. Од Центарот за јавно здравје Прилеп велат дека вработените кои што имале контакт со среден и висок ризик со потврдените случаи се ставени во самоизолација во рок од 14 дена. Во текот на денешниот ден нивни екипи ќе извршили дезинфекција на сите простории во гинеколошкото одделение. Инаку денеска во Прилеп има 4 нови случаи на COVID-19, а на инфективното одделение во Прилепската болница почина еден 82 годишен пациент.